на Република Македонија, почитувани пратеници, пред се почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е годишниот извештај за работата на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцијскиот надзор и прекрашочната постапка. Ова е државен орган кој соодветно ја третира ова проблематика, значи жалби по втор степен инспекцијски надзор, и во новото решение прекрашочните постапки се иземени од оваа комисија, односно истите одат во судовите, и како такви оваа комисија веќе има на некој начин и намалени надлежности. Меѓутоа и тие надлежности што остануваат кај комисијата и како се значени, затоа што работата на инспекторите, инспекцијските наоди и како се битни за функционирање на правниот систем, но од друга страна мора да има и механизам со кој граѓаните би биле заштитени во ситуација кога тие инспекцијски наоди не соодействуваат со реалноста, односно оваа комисија треба соодветно тоа да го разгледува. Зошто се некако заинтересирав за оваа проблематика? Затоа што на некој начин дојде во собранието и закон со кој се доуредува ова проблематика околу инспекцијскиот надзор, и тоа на еден сегмент кој представува прилично сериозна моја дилема, односно дали мандатот на оваа комисија треба да продолжи во ситуација кога не би се избрале соодветно нови членови. Уште повеќе што самата постапка за избор на тие нови членови е во моментот, што значи дека собранието има на некој начин отворен пат, реално, благовремено да избере нова комисија, која понатаму соодветно на законот ќе работи во наредните 5 години. За волја на вистината сме имале лоша ситуација во 2018 година, кога не е изберена благовремено ова комисија и на некој начин се стварило вакуум простор. Меѓутоа, тоа што сакав да го искоментирам, пред се во однос на работата на собранието да се постапи по изборот на овие членови од комисијата и благовремено да се стават на работа на собраниските тела и на пленумот, за да може оваа комисија непречено да функционира. Ако тоа не се случи, тогаш јасна е тенденцијата дека со бајпас законско решение некој настојува оваа комисија да продолжи да работи до недоглед, што не е добро законско решение, затоа што на некој начин тоа може да стане лоша пракса. Многу работи во државата кои се ограничени со временски рок и мандат на одредена комисија, да биде злоупотребувано со законско решение, тие да работат до недоглед и на некој начин да го парализираме системот и да не избираме нови комисии, нови членови кои ќе дадат соодветно нов инпут на работата, односно ќе се носат со самата работа за која се избрани. Реков, се надевам дека ова нема да се случи, меѓутоа будно ќе ја следиме целата постапка и начинот на кој ќе се одвива таа процедура на избор на нови членови и паралелно ќе го следиме и текот на новиот предлог закон, односно барањето на бајпас решение, претходно пред да дадеме шанса да се избере таа комисија. Во меѓувреме, со промена на законите, прекрашочните постапки, односно жалбите по истите, се пренесени во управните судови и на некој начин се намалени ингеренциите, реков, на оваа комисија. И од тука да ги искоментираме и постигнувањата на истата. Примени предмети 645, пренесени предмети од претходните години 71, вкупно за решавање 716 предмети. Значи, решени предмети 601, пренесени предмети од порано 71, решени предмети кои се уважени од управниот суд 23, што зборува за еден солиден процент на решавање на предмети од 94%, што во секој случај е коректно,
На комисија расчистивме дека останатите 6% се пренесени предмети од декември во наредна година, што соодействува и со роковите за да се одговори по истите, што значи комисијата на некој начин ја завршува својата работа. Во извештајот искоментиране и кадровата поставеност. Реков, комисијата е избрана 29.8.2018 година со еден председател, заменик председател, 5 члена, значи вкупно 7 членови. Предвидени согласно систематизација се 77 работни места, меѓутоа се наметнува потреба од редефинирање на бројот на вработени, затоа што секторот за прекршоци се укинува и остануваат останати сектори, инспекцијски надзор, стручно-административни прашања, финансиски прашања и човечки ресурси. Значи, според мене, многу е побитно, веќе кога го отвараме овој закон, да го смениме насловот на самата комисија, затоа што прекршочните одредби се пренесени на управните судови и тука веќе не се одействува насловот на комисијата со дејноста која извршува самата комисија, значи ќе останат само инспекцијските надзори. Околу буџетирањето на истата предвидени се некаде 22 милиона 470 денари, завршната сметка покажува 21 милион 714 денари, што значи намалување на средствата од 759 денари, што повторно укажува на лошата пракса од Министерство за финансии да се проектира еден буџет и знаеме дека и тие буџети беа на некој начин скратени и скратените буџети реално Министерство за финансии не ги исполнуваат целосно, односно им ги намалуваат готово на сите институции во државата, соодветно одреден процент, односно по неопределена методологија, се намалуваат и намалените средства, така да реално ги разбирам и овие комисии, затоа што се во ситуација од Министерството за финансии да бидат ставени во подредена ситуација, односно да не располагаат со соодветно буџетирање. Ваквата лоша пракса треба да се надмине. Ајде, ако беше изговор кризи едно друго, во секој случај ова треба да престане ко лоша пракса, односно ако веќе собранието донесе буџет, истиот соодветно треба да се третира, а ако нема пари, соодветно треба да има ребаланс на буџетот за сите институции, соодветно да си го планираат своето работење, односно да се прилагодат на економската состојба. Вака ги ставаме во една подредена ситуација сите, готово сите институции, што не треба да биде случај со вакви тела кои условно, иако ги бира собранието, треба да имаат една доза линија на независност, односно да работат во интерес на граѓаните и да се на некој начин надминат самите себе да бидат надвор од државата. Тоа што сакав да го искоментирам и на комисија поширно го елаборирав е потенцијалот на инспекциите кои ги имаме во државата. Имено ревизорот ќе констатира многу слабости кај инспекциите. И сосема е разбирливо оваа комисија да има работа преку мерена, затоа што инспекциите на некој начин не ни се комплетирани нити кадрово, нити финансиски, нити материјално. И сето тоа допринесува за ненавремено работење, за лоши инспекцијски налози, за несоодветни налози и на некој начин ја усложнува целата работа, што ако сакаме да ја подобриме оваа материја, сериозно како држава треба да поработиме на подигање на квалитетот на инспекцијските служби, а со тоа и квалитетот на инспекцијските налози и нормално, дај Боже, што е можно оваа комисија да има помалку работи, односно да има реално помалку жалби кон инспекцијските налози. За жал, во многу закони, го коментирав тоа, предлог во собрание е секој да може да биде инспектор по шумарство, по земјоделие, што тој инспектор ќе направи? Каков извештај ќе направи и кој извештај ќе соодействува со реалната ситуација? Такви ситуации не треба да дозволуваме. Мораме да бираме инспекции кои ќе бидат соодветни на квалитетот, кои ќе работат во интерес на граѓаните и спроведување на законот. Многу работи се отворени, се надевам дека во иднина ќе смогнеме сили како држава, како општество овие работи да ги надминуваме. Благодарам.